Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Започнувајќи од 1992 година на 3 декември се одбележува меѓународниот ден на лицата со попреченост со цел подигнување на свеста за правата на овие лица. Попреченоста е дел од секојдневието. Повеќе од 1 милиарда луѓе во светот имаат проблем со дискриминација во сите сфери на секојдневниот живот. Иако кај нас имаме закони, лицата со попреченост, нивните родители, роднини и лицата кои се грижат за нив, се соочуваат со неразбирање, непристапна инфраструктура, дискриминација во образованието, здравството, при вработување, а кога имаат потреба од институционални услуги, многу врати им се затворени. Во последните години Македонија направи значителен напредок во областа на правата на лицата со попреченост, но и понатаму се соочува со предизвици како што се пристапноста, образованието и вработувањето на оваа група. Во црвена линија денес ве прашуваме дали правиме доволно овие лица да бидат целосно интегрирани во општеството. Ве прашуваме и како да одржлива, инклузивна и праведна иднина за сите во политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот. Имаат ли лицата со попреченост исти човекови права и слободи како другите лица? Имам и прашање кое што можете да го одговорите, но се разбира за да го одговорите треба најнапред да не заследите на Инстаграм. Што значи заследете не веднаш и кликнете на Инстаграм стори. Ке ви биде отворено, се разбира, прозорчето, а најважно од се ќе ја забележите анкетата на која што верувам дека активно ќе земете учество. Ве прашуваме дали државата доволно се грижи за лицата со попреченост. Како што гледате, имате две опции за одговор. Кликнете на вашиот одговор, дали е тоа да или не. Ке пресметаме во проценти и секако ќе се соопштат резултатите некаде пред рекламите. Во продолжение ќе го погледнеме прилогот на мојот колега Сотир Трајков, а потоа ќе почнеме со дискусијата со вас. Познавањето на знаковниот јазик не е задолжителен критериум при вработување на наставниот кадар во Државниот училишен центар Партеније Зогревски, кој што брои 19 наставници кои им предаваат на вкупно 20 средношколци со оштетен слух, кажа заменик народниот правобранител Васка Бајрамовска Мустафа. Според неа, загрижува фактот што постојат наставници кои не го знаат воопшто знаковниот јазик, а има и такви кои се на почетно ниво од вкупно 6 за негово совладување, иако подолго време работеле во училиштето. Учениците се пожалиле дека дел од наставата наместо на знаковен јазик се одвива вербално, со пишување на табла или со споделување печатени материјали, што не им се јасни на учениците, вели Бајрамовска Мустафа. Изјавуваат дури и реченици од типот нашето оценување е како лотарија. Ставаат двојки, тројки, четворки, петки без да ни го проверат знаењето. Доволно е само да го препишеме тоа што го пишуваат на табла. Учениците одговарале со помош на наглов соученик кој добро го владее знаковниот јазик. Тие реагирале дека се обесправени зашто во овие околности не стекнуваат доволно знаење за да го продолжат образованието, ниту пак имаат можност да се вработат. За потребата од надминување на проблемот е информирано Министерството за образование и наука. Неминовни се промените, неминовни се чекорите, неминовна е надградбата на образовниот кадар, бидејќи тој треба да знае дека се наоѓа во училиште кое што ги третира учениците со оштетување на слухот и на говорот. На меѓународниот ден на лицата со попреченост, пред Министерството за социјална политика реагираа од коалицијата Менуваме. Оттаму велат дека повторно доцни исплатата на надоместоците за персоналните асистенти за септември, октомври и ноември, а за тоа молчеле провајдерите на овие компензацијски услуги. По спроведена евалуација од коалицијата констатирале дека нема соработка меѓу провајдерите и персоналните асистенти, а надоместокот за нив се крател спротивно на Законот за социјална заштита. Од 25.200 денари, 11% се за персонален данок, па остануваат 22.500 денари, но асистентите добиваат само по 17.000 денари.
ако имате вие 150 корисника во Скопје, колку пари остануваат за еден провайдер? И денеска тие провайдери нас да не пуштат низ вода, да бидеме ние во информативен мрак дали нашите персонални асистенти ќе продолжат да работат, а и информативниот мрак е тука позади мене, овие министри тука. Па бараат средба со министерот за социјална политика и со провајдерите, а незадоволни се и од најавата за зголемување на додатокот за попреченост само за квадриплегичари и за лица со оштетен слух и говор за 50%, односно 25%. И од тоа што со предлог буџетот за 2025 година за социјални услуги средствата им се кратат за 40% во однос на добиените годинава. А од Министерството за социјална политика велат дека исплатите на персоналните асистенти и финансирањето на сите социјални услуги ќе продолжи без да прецизираат од кога и дека до крајот на декември Министерството ќе објави нов повик за финансирање на лиценцирани даватели на услуги и апелираат на нивна проактивност. За останатите барања, Министерството ќе направи ревизија на Законот за социјална заштита со цел да се ревидираат сите социјални услуги и да се унапредат, велат од овој ресор. По прилогот на Сотир Трајков, сега е време да слушаме што велите вие. Прашањата централни во Црвена линија се всушност дали доволно правиме за овие лица да бидат целосно интегрирани во општеството и сега кои имаат ли лицата со попреченост исти човекови права и слободи како и другите лица? И дали ви се чини дека државата доволно се грижи за лицата со попреченост? Добро вечер. Добро вечер. Како да е, еве, секако на самиот почеток, ќе подсетиме уште еднаш дека денеска е 3 декември, всушност меѓународниот ден на лицата со попреченост со цел подигнување на свеста за правата на овие лица. За Црвена линија денеска секако нема да ги одмине лицата со попреченост, така да оваа тема целосно ќе ја посветиме на нив, но ќе сакаме и од вас да слушнеме дали сметате дека лицата со попреченост во нашата држава всушност имаат исти човекови права и слободи, дали ви се чини дека државата доволно прави за овие лица. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме. Јас мислам дека државата не прави доволно за овие луѓе со попреченост. Не и се наоѓаат соодветни работни места за нината попреченост. Луѓето со физичка мана, никој не сака да биде со физичка мана, али општеството треба да излезе во пресрет на овие луѓе и да и дозволи да се вработат со оние могуćности со кои располагат. Државата треба повеќе да улага во овие лица, да и они се чувствуваат како и другите граѓани на оваа држава. Треба да ги даде соодветни работни места, треба да ги запосле, за и тие да се корисни за овој општество, треба да ги даде пристап до болници, да имат изградено посебни патеки, што ќе доведуваат до болницата без да имат некој проблем. Треба да и дадат и луѓе што ќе се грижат за нив, затоа што има луѓе што стварно не може да се грижат сами за себе и треба државата сето тоа да го овозможе на овие луѓе да бидат и они како целиот свет у оваа држава да... Благодарам многу вам за јавувањето во Црвена линија. Останете со нас да слушаме во продолжение какви одговори и ставови ќе добиеме од вас. Добро вечер. Ало? Добро вечер. Добро вечер. Во Црвена линија сте, повелете. Да, благодарам. На телефон е Кристина Просковска. Така и Кристина, особено ми е драго, бидејќи денес еве ќе дозволам малку да излеземе од Црвена линија за момент и да ги подсетиме сите оние кои што денеска следеа заврти на Тилма. Имавме можност од вас да слушнеме како лице нели со во моментот со попреченост, инвалидност, како сушност вие се снаоѓате. Па еве во Црвена линија кои ќе бидат вашите одговори врз база на вашето искуство?
Да, и токму така јас го одржав зборот, нели се јавував претходно во таа емисија, еве сега и тука, поводот е и наш. Значи јас сум веќе лице 20 на години со инвалидитет, ајде во Македонија така се уште се водиме, нели, фонд за пензиско инвалидско, од тука останува и кај нас во статутот така, меѓутоа сега како што почнавме да стануваме малку и поотворени со англицизмите, одиме на тоа, нели, people with disability, и затоа и ние го прифативме како лица со попреченост. Значи, што правиме вака? Имаме огромна бројка на лица со инвалидитет во Македонија, што значи дека е една сфера, една маса која што не треба воопшто да биде занемарена во државата, бидејќи од тие лица може да се направи една тинктура која што може да биде и како профитабилна во нас. Се бориме цело време, меѓутоа што им недостасува на тие лица за да може тоа да се случи. Прво, од најмалите нозе тие лица треба да бидат едуцирани. За да бидат едуцирани, нели им треба соодветно образование, бариери кои што треба да се премостат за да може да дојдат до тоа училиште, дефектолози или лица асистенти како помошници нивни и така натаму. После тоа треба да бидат прифатени од околината и да се превземат од нив сите оние во себе што ги носат квалитети за да може да отидат понатаму во соодветна професионална дејност. И сега јас не знам дали да продолжам, бидејќи ми истече времето. Малку секако ќе искористиме, малку ќе направиме со право отстапка, бидејќи токму овој денешен ден е посветен на лицата како вас, нели? Кои што се соочуваат со безброј предизвици. Секако сите граѓани сме постојано секојдневно на многу предизвици изложени, но секако кога станува збор за лицата со попреченост има многу нешто што треба допрва да се направат и досега не се направени. 27 години еве живеете со инвалидитет. За овие 27 години, Кристина, има ли барем некаква позитивна промена во однос на тоа колку прави државата за вас? Апсолутно дека има, апсолутно дека има. Апсолутно дека има. Значи не можеме да јас кога би се вратила сега пред толку години назад и да гледам од оваа дистанца, нормално дека има. И сега јас имам за среќа со веќе и председател во Сдруженијето Мобилно Скопје на огранокот Мултиплекс и веќе во Мобилно Скопје кој што брои 2700 членови на телесни инвалиди, сум комплетно инволвирана и се бориме на секаков можен начин, значи да бидеме во постојана корелација со институциите, со локалната власт, со централната власт и да го побараме сето оно што ни недостасува. Сега, таа борба не е само од наша страна или од нивна, таа е обострана борба. Зошто? Веќе често пати доаѓаме на еден зид кај нив да речат, па ние не знаеме, треба вие да ни кажете. Од другата страна, па ние ако кажеме, па дали они доволно може да направат. Меѓутоа, како и да е, многу е важно што е подигната свеста на лицата со инвалидитет. За тоа би можела да говорам многу, меѓутоа ајде сега да се ограничиме со тајмингот. Потоа направено е достап во тектонските бариери, кои што се посебно во овие институции како што се здравствени, Министерства за здравство или за значи да не ги набројувам повторно, тоа да не губиме време. Генерално сте задоволни, навистина има нели напредок во однос на тоа ако се направи некоја паралела како што било пред многу години? Многу подигната е свеста за лицата со инвалидитет апсолутно. Веќе ја нема она стигма што ја имаше претходно, дека ние сме нели билки кои што треба дома да седиме или не да Боже да се крие или срами некој од нас. Веќе по улиците можете да забележите дека движењето, дали е лице со телесен инвалидитет или слепо или глухонемо, веќе апсолутно не има, видливи сме, што е тоа едно големо поздравување и апсолутно имаме голема поддршка.
Да речем дека сме на нивото со некои развиени држави, не би можела тоа да го кажам. Иако Благодаря многу, Кристина. Направивме навистина знаете, ако редовно следите Црвена линија, направивме една огромна устапка, но секако со причина затоа што денес е 3 декември се одбележува меѓународниот ден на лицата со попреченост. Благодаря многу, слободно ќе кажам, на вашите искажувања со оглед на тоа што ете од прва рака, што би се рекло, низ вашите искуства споделивте со гледачите што се останува да се направи нели во државата за да биде целосна инклузијата, но еве и сами истакнавте дека барем вие во однос на вашата ситуација забележувате низ годините помак кон подобро. Благодарам многу, Кристина, уште еднаш. А останатите гледачи, верувам, нема да ни замерите, но неминовно беше ете да слушнеме всушност како изгледа кога си барем лице со инвалидитет и тоа во еден долг временски период со што се соочуваш во текот на своето живење во земјава. Како да е, денеска зборуваме и прашуваме дали всушност државата доволно според вас се грижи за лицата со попреченост и имат ли лицата со попреченост исти човекови права и слободи. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Севдија Мустафова се јавувам од Куманово. Така? Абе, муж ми е слепо лице и не слуша. Една година сум пуштил, он све дрво, чувам дрво. И пустив една година, има што сум пуштил документи за глуво да зима овие пари што ги дават, помош. Немам ништо одговор. Па молим те, видите што е проблемот. Еве, кога сте се обратиле повторно и сте им кажале дека немате никаков одговор, како оди таа кореспонденција? Па ја бев кај докторот, му реков дека нема ништо, викам дали види дали има. Нема, вика, термин уште. А една година има што сум ги пуштил. Он е све дрво, Мустафа Фарис е. За Мустафа Фарис. А еве генерално со какви се пречки се соочувате, што е она што сметате дека државата треба да го направи покрај овој проблем што го посочивте? Па они викав дека може да зема и туѓенега за глув. Така, добро. Дали е тоа се? Имате уште нешто? Не, немам друго ништо. Ви благодарам и убав ден да имате. Фала ви многу. Благодарам многу и вам и секако што поскоро еве да добиете одговори кои што и како ви се важни, бидејќи станува збор за нели здравјето и на вашиот сопруг и она со што се соочува. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, ве слушаме. Од Кавадарци во име. Така, поздрав до кавадарчани. Поздрав. Ова е горка тема, така да малку се ван коловост, како да речем, овие луѓе, и јас сум од тие припајжам. Инаку сум на возраст од 60 години и родител сум на три деца. Судбината ме снашла што ова сопруга така емне се разведиме и сега децата ги додека можев да работам, ги изучив, ги завршив сите. Моментално се у Европската унија децата, а ја останав сам тука. Немам ништо. Додека можев да работам, добар бев. Сега не сум добар. А и нема кој да ми помогне. У социјалното викат немаш право на ништо, пошто си имал 1 хектар лозија, имам 10 декара. А чекайте, вие се соочувате, се извинувам, со инвалидитет, каква... Имам на коленто, треба пластична операција да правам и кардиоваскуларна болест имам на срцето. Моментално не сум способен за работа. Така и тоа. А еве генерално и во Кавадарци, дали сметате дека државата доволно прави за лицата со попреченост? Ја мислам дека не прави и буди 130% да не го понамалили ваа влада. Така, благодарам многу и вам што се вклучивте во оваа денешна дискусија. Продолжуваме понатаму. Добро вечер.
Ало, добро вечер, Тина. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Значи, јас секогаш кажувам дека убави теми ставате, мислам многу тешки, ама не само денеска кога е денот, туку вака да се повторува, може дури некогаш гостинка да викнете, гледачката што се јави 27 години што живее со таков хендикеп, значи да ја поканите убаво да објасни, она како патилец можеби ќе стигне до Токму тие свеста. причини нели ја оставивме подолго нели од предвиденото, бидејќи сакавме да мини интервју имавме. Така, Тина, и подолго да оставевте, сигурно можеби некој ќе слушаше и ќе се свестеше и ќе кажеше каде се овие луѓе. Таа спомна дека напреднато е, ама тоа не значи дека е окей. Значи, јас кога останав без работа се дружев со многу мајки, со такви деца. И многу ми се жалеа дека немаат никакви услови, значи дека мајката морала да ја напусти работата и дека мора да седи со детето. Значи они немаат никакви, ако детето зема некој додаток, тоа е минимално, мајката нема плата. Значи треба тука негде државата да направи бар финансиски, финансиски ќе речеме. Ама дали еве на лекар треба да отиде, треба да платат Тина такси, не може да отиде, значи детето или е во количка или не може да се движи, да речеме. И сега таксито колку пари коста, дали тие пари им стасуваат. Ние кога се движиме вака што имаме по две нозе, па се љутиме затоа што сегде се изгради и нема кај да поминеме, нема тротоарче, тек замисли тие луѓе со количка каде поминуваат. Значи толку многу има недостаток. Благодарам многу и вам за вашето учество во Црвена линија. Ке напоменам за сите останати кои што може би активно нема директно преку телефонската линија се вклучат во оваа дискусија, секако тоа можете да го сторите преку нашите социјални медиуми, поточно Facebook, профилот е Црвена линија, како и профилот на телевизија Тилма, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас. Продолжуваме понатаму да видиме што ќе кажат и останатите гледачи. Добро вечер. Ало, Тина. Добро вечер. Добро вечер. Игор од Битола. Така, Игор, голем поздрав до вас. Дали државата доволно се грижи за лицата со попреченост? Па да ви кажам, прво сакам да кажам нешто што ме лежи на душата. Што сум инвалид, што сум јас инвалид, воен и татко ми мајка ме остави, татко ми слаб бев. Јас не можам да ги обврзам обврските дома, не можам да работам, не можам дома да средам се. Дали имате некој кој што ви помага во домашните обврски и она што треба? Немам. Дали од државата еве добивате некаква помош, како државата еве се грижи? Добивам. Сметате дека доволно прави државата за лицата со попреченост? Доволно прави, но ние самите немаме, Тина, помош, немаме помош. Мене ми треба помош ми треба. Мене ми треба помош да успеам да исчистам, да средам, да сготвам, да исперам. Не можам тоа да го сторам, Тина. Немам ни срцето. Лежев за емирхисар. Така, Тина, благодарам многу, Игор, благодарам многу и вам за денешното учество и ве споделивте навистина длабоко интимна состојба во која што во моментот се наоѓате. И верувам дека што поскоро ви посакувам да имате олеснување, односно некој кој што ќе помага во се она што ви е неопходно, особено околу грижата за домот. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Па некогаш во тој скапаниот систем што го поминавме, сите што зборуваме се и се што за него, овие лица беа добро згрижени. Имаше предпријатија кои што беа специјално направени за нив. Печатници, работни места беа отворени, телефонски централи, исто така
лесни работни места по организациите. Меѓутоа, тие времења поминаа. Сега не знам што се случува. Сега дали некој тие луѓе ги сака, ги бара и државата би требало да дотира. Например, ако некој запосли такво лице, треба да дотира за таквото лице. Сепак да биде згрижено. Јас не знам што прави ова држава од веќе 31-2 години. Кој работи ги работи. Не знам дали воопшто се грижи за тие луѓе. Така да би требало да се грижи. Тие не сакале да бидат такви, меѓутоа ете такви се ми се родиле. чини дека постои подигнување на свеста и меѓу нас граѓаните во однос на лицата со попреченост, колку ние допринесуваме да им биде полесно и секако да се чувствуваат еднакви како и ние пред сите предизвици во животот. Благодарам многу за јавувањето. Сега во продолжение, секако ќе ве потсетам, всушност црвена линија, датумот беше 7 октомври, кога повторно зборувавме за предизвиците со кои што се соочуваат лицата со попреченост во оваа земја. Всушност, прашавме дали лицата со телесен инвалидитет се рамноправни членови на општеството. Односно, тогаш на 7 октомври зборувавме дали да имаш телесен инвалидитет е секаде тешко, дали ќе може да им покажеме на гледачите како изгледавме на 7 октомври. Визуелно, бидејќи црвена линија секогаш низ фотографија, анимација ги представува и темите за кои што говори со вас, така да тогаш на 7 октомври прашавме да имаш телесен инвалидитет е секаде тешко, но во Македонија е пекол. Високи тротоари, паркинзи, возила без рампи и лифтови во јавните установи. Од тие што ги има, дел се неупотребливи и се направени колку да ги има. Тогаш прашавме дали лицата со телесен инвалидитет се рамноправни членови на општеството. Лицата генерално со попреченост дали се и денес прашуваме ги уважуваат истите човекови права и слободи како другите луѓе и дали сметате дека државата доволно се грижи за ваквите лица. Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Добро вечер, господин Натале. Јас би кажал вака дека државата сме сите ние, така? Таа не е нека фиктивна девојка, нека божица па да ни дава на сите и таа да ни мачка на леп. Ние сме Македонија, ние сме држава. Ако ние, поточно не јас, ако имаме партија која се сотрела во Македонија, фабрики, стопанство, институции, здравство, се уништила, и сега како може незин гледач или член поточно да кажува дека Македонија не ја видува, не се грижи. Македонија се грижи како татковина, како наша родина, како народ. Помагаме хуманитарно на секаде. Наши македонски пејачи, свирачи, уметници давале хуманитарни концерти, може 100 години наназад. Но дали ги почитуваме тие наши уметници дека биле хумани? Туку даваме милиони евра на туѓи пејачи што ни го перат мозокот, што не обезличува. Друга работа, да се направат рампи, не знам ова, не знам. Треба пари. А од каде пари? Ако фабрики уништиле, ако нема пари, а зусто види како се помат фондови. Држави има кои се силни, имат свесен народ, купуваат своји производи, да работат нивни фабрики, да има вработувања, да се полни фонд за здравство, да се полнат тие фондови за хуманитарни цели. А народ кој нема чувство за свој, за држава своја, за своји производи, ќе се уништи фабрики и се ќе уништи. Почи до луѓето со посебни потреби да се здрави и живи и напомош мајката Божја, пречиста Бог. Благодарам многу и вам за одговорите. Секако и веќе потсетиме дека на 10 ноември оваа година беше изведена и театарската представа Ние луѓето на Театар Пи, тоа во режија на Златко Митрески и Македонка Илиевска Митреска, која што беше изведена во Центарот за култура во Ѓорче Петров. Всушност, Ние луѓето е мултимедијален концепт, беше мултимедијален концепт со кој низ главно театарски, но и фотографски, сценографски, музички, психолошки работилници ги водеа луѓето едукатори, професионалци во својата област,
а учесниците беа во оваа представа со типичен и атипичен развој кој што поминаа низ целосен процес на создавање на комплетно театарско дело. Да слушаме од вас. Добро вечер. Дали правиме доволно за да лицата со попреченост бидат целосно интегрирани во општеството? Добро вечер. Добро вечер, ако сум. Да, повелете. Благодарам. Па вака, прво државата правеше нешто, направи нешто, но не е доволно. Треба со закон секоја една установа обавезно да има рампи каде што ќе можат да влезат и да излезат, значи тие инвалидизирани лица. Потоа, кој им дава, купува станови, исклучиво да им дава на приземје, да не морат по скали да барат начин ако нема лифт и слично. Сега, значи, и овде во една друга емисија на друга телевизија рекоа дека до 17.000 денари најмногу им се дава помош. Ја мислам дека треба да нема помалце од минималната плата, 22 моментално, значи да биде повеќе, но не помалце. Третото што сакам да го потенцирам. Тие лица, голем дел од нив работат, ама тие не можат да работат до 64 години. Тие секако ќе завршат порано и ќе останат ни вамо, ни тамо. Меѓутоа, моје размислување е, значи тие лица, кога ќе престане нивната работоспособност, да можат да наследат пензијата, да речеме, од родителот или од таткото или од мајката, затоа што сепак, значи тоа е секако родителите треба порано да се отидат, меѓутоа да не останат без никакви средства, да без никакви, да речеме, перипети, да наследат еден од доходите на Така, благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Внимавајте на тајмерот, 90 секунди. Добро вечер. Добар вечер и поздрав. Поздрав и до вас, повелете. Мислам дека лицата со попречености не им се посветува доволно внимание. Исклучиво само и на иницијативите на некои добронамерни, заинтересирани поединци, само тие иницијативите нивни се добредојдени за да им се помогне на овие личности. Инаку, државата нема системска одговорност за овие лица со попречености. Нема по автоматизам одговорност системска да им се помогне на овие луѓе. Треба поединечно за секого молење, галење на администрацијата. Не посветува доволно државата внимание. Благодарам. Ви благодариме и ние секако за вашето учество во црвена линија. Ајде што издвоивме од социјалните медиуми. Ке почнеме со коментарот на Ребека Јанковска-Ристевски, која што напише: денес ке зборуваат, ке ветуваат, ке донираат по нешто и зад грб ке не озборуваат, сожалуваат, осудуваат и ке не држат што подалеку од нив, нивното мало. Ке ни кажат како ни се восхитуваат, колку тоа ние можеме да издржиме и како тоа убаво изгледаме со сите маки. Но најмногу од сето ова не боли давањето на лажна надеж. Се што бараме на нас за децении се права како и вашите системски решенија и статистика. Па денес во црвена линија ве прашуваме, сметате ли дека правиме доволно за овие лица со попреченост да бидат целосно интегрирани и онака како што треба во општеството? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Благодарам. Па 43 години чувам дете со попреченост. Освен туѓа нега, немам ништо, немам ни стаж остварено ради него и тој стаж што го имам ми го нема за пензија. Не може да ми го најде топион. Сега малце критики за власта, да ги поддржам уствари, не критика. Ако даваме, дадовме на пензионери, плати изголемуваме,
ако даваме на лица со попреченост, што ќе остане за нас? Ја планирам овие 4 години да се збогатам. Тама работа ми ако ги фрламе парите овде онде, тек така. Градиме автопати, пруги, мостови, инвестиции. Ние ќе ги фрламе парите, па не ги есапат за живи овие лица, не се гласачка машинерија. Не, 5000, а дето има 40 години, патики се кинаталишта, лекови, ова, она, уште зависи од нас, го переме, ручеци, ти леко ми речи има давачки, многу има давачки со тие луѓе. Не. А еве низ годиниве наназад дали забележувате барем никаков напредок? Не, извини, господица Тина, ни било, ни ќе биде. Парите што се двојат ги нема нигде. Ја кажав пред малку, што ако даваме ние сегдека, што ќе остане за нас? Овие 4 години ние тебе да се напатираме убаво? Што ќе правиме ние без пари? Кои ги гледат? Мислите ли они не знаат дека треба да им помогнат? Многу го знаат, не им се даваат пари. Како джеб да ги даваат, како нивни да се. Тоа е проблем. Многу знаат они што треба да направат. Ние жабе збориме овдека. Знаат пубаво од нас. Знаат и дека треба да се помага. И парично, и било како. Благодарам многу, еве што споделивте со нас, односно со гледачите на Црвена линија, со какви предизвици се соочувате со оглед на тоа што се грижите за лице со попреченост. Но верувајте, никогаш не е џабе кога се зборува во Црвена линија, оние кои што и знаат, сега веќе ќе знаат дека и гласно се зборува во Црвена линија, односно за предизвиците генерално граѓаните со кои што се соочуваат. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Јас сум исто така лице со попреченост, овде Весна Софрониевска од Битола, поточно слепо сум лице. Се јавив и се јавувам често во вашата емисија. Да, ве познав веќе по гласот. Драго ни е, Весна, што ви имаме. Повелете. Вака, ќе ви кажам само една работа. Нашата држава во границите на своите можности доволно е само да ги почитува донесените закони. Таја ни тоа не го прави. Втора работа. Во нашата држава постојат и меѓу самите лица со попреченост страшна дискриминација. Едни од тие лица се слепите лица. Слепите лица во земјата не добиваат ниту едно никакво помагало. Ги туркат децата додат во инклузивно образование, а немат дефектолози кои функционално го познаваат брајовото писмо, значи да го описменат детето. Потоа, ние сме дискриминирани еве во сферата на медиумите. Никој од вас не се потрудил, како што е тоа во Хрватска и на српската телевизија, да има превод на интервјуа, на некои вести, битни информации, него се и на цифр, кој ние не можеме да го прочитаме. Потоа, постојано се зборува, пристапност не подразбира само рампа луѓе, пристапот подразбира многу нешта. Најголем проблем во моментов на државата на инвалидите им е лошата организација на асистентите. Асистентите се преку провајдери. Провајдерите заработуваат на грбот на нас инвалидите. Тоа на сите. И не е точно дека добиваат за еден час асистенција државата издвојува 340 денари, а асистентот добива 170. Свесни ли сте 50% оди што на данок, што кај провајдерот? Благодарам многу што со јавноста овој пат споделивте од ваш агол со каква проблематика се соочуваат лицата со попреченост во видот. Останете со нас како и секогаш. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Поштовање госпожа Тина. Голема почит и до вас. Повелете. Поздрав до сите слушатели, гледачи. Јас им верувам и таков човек сум, жалам за овие што си ги искажа маките. Стварно имаат проблеми под наводници. Што е генезата проблемот каде е? Во овие 33 години што немавме ние здрави, сагла мажи политичари, што се крадеше во сите сегменти, никој не одговараше. А со каква радост на площадот Тиро, покојни председателот Тиро, се радував на Македонија ќе биде демократска земја во сите сегменти, сме се излажале.
Посебно овие луѓето со попреченост, тешко на родителите, тешко на децата. Што кажа тој господинот, само им е нив интерес парите, 4 години и на локално и на сојузно ниво. Важно тие 4 години да си стават во джеп. Зато дерече дојде државата, не само овој сегмент на проблемите, не е само овие луѓе, и обичните луѓе. Да се имаше закон, да се имаше кажливост. Немаше дова рече да дојде. Немаше овие теми да ги избориме, да ги кажуваме. И убаво кажа на Фейсбук нешто Ребека Пејачката, и таа има првото дете ли му е, небитно, со попреченост. Таа си знае мака и другите сите. Ние само може да си збориме, што викаат кој ќе дојдат тие да се сликат, ќе обеќаваат, по 8 ден, 2, ништо. Се надеваме ќе дојдат подобри времења. Благодарам многу и вам. И нема да изоставам сега во овој ден да го прочитам и коментарот на Иле Михајловски кој што напишал: сите сме посебни, секој на свој начин. И такви сме 365 дена во годината, не само денес. И токму во тоа е убавината, да сме различни од останатите, да сме своји единствени, оти секоја звезда сјае со своја светлина. Оти светлина не би имало кога сите би биле исти. Затоа не е само 3 декември, посебен е секој ден, посебен е секој човек. Време е да ви ги соопштам и секако резултатите од Инстаграм анкетата. Еве како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не следите, сторете го тоа веднаш. Секако тоа подразбира да не заследите и на Фейсбук. А еве ги и резултатите. Дали државата доволно се грижи за лицата со попреченост? Со да одговорија 15%. Со не одговорија 85%. Останете со нас, продолжуваме со рекламите, а потоа повторно сме во студио. По рекламите останува да ви се заблагодарам на сите вас за денешното учество во Црвена линија, а верувам дека не само 3 декември ќе биде меѓународен ден на лицата со попреченост, туку ќе сватиме важноста од нивното постоење и секако нашиот удел, животот секако да им биде рамноправен, полн радост и среќа и успех како на сите. Сега одам директно да ве прифрлам кај комшиите. Многу убаво се расположени. Морам да кажам дека колечка ти Ненад блеска од ден во ден. Што ли правиш, како ли зрачиш, кој имате состаноци, кате се поубава до 1 јануари нова катек имам. Така е. Тоа ја негуваме. Така е. Па треба и мене да ме негуваш очигледно, затоа што нема резултати. Да, знаеш дека ние што ветиме исполнуваме, така? Да. Што би рекло? Ти бараше мало елче? Леле не можеше помало, ама не. Не. Океј, ајде. Утре ќе земеме поголема, ќе најдеме од планина, ќе се жива сакаш или вештачка? Слушај да ти кажам, Нено, јас сум растена со песната Среде соба, високо, елката ми стои, не можам да пеам Среде соба, најниско, елката ми стои. Ти сама рече, абе, нешто за мене елкичка украс важи, ама малечко, пошто мојава сценографија нема место, важи и јас денеска специјално. Абе, со душа ќе се ја земам, Нено, ќе се ја викам. Добро, црвениме лампиони на колешката нека те посеќа, тајди? Како брош! Како брош! Ова елка ти е никој како елка. Никој како елка, така е.